Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Најмалку 20 лица се приведени во големата акција која финансиската полиција во координација со обвинителството од вчера ја спроведува во Прилепската болница. Според досега објавените информации, приведување имало и утрово, а во текот на денот сите осомничени се очекува да бидат изведени пред надлежниот суд во Прилеп. Многу детали не се откриваат. Според информациите кои вчера ги објави финансиската полиција, се проверуваат наводи за повеќе злоупотреби поврзани со работењето на болницата. Неофицијални информации велат дека околу 30 лица се под лупа на обвинителството за злоупотреби при јавни набавки со кои предизвикале штета која надминува 800.000 евра. Во април годинава Прилепското обвинителство соопшти дека постапува во предистражна постапка поради сомненија за кривично дело злоупотреба на службената положба поврзано со финансиското работење на болницата. Тогаш беше извршен претрес на 8 локации, а действијата ги превземаше исто така управата за финансиска полиција. Ја следиме оваа тема, наша екипа веќе е пред судот во Прилеп. Многу повеќе детали ќе имаме во попладневните вести. Синдикатот на работниците во комуналните дејности и Сојузот на синдикатите ја алармираат јавноста дека состојбата во комунална хигиена Скопје е загрижувачка, со повеќе месечно доцнење на платите и сериозен недостиг на возила за собирање отпад и резервни делови за нив, се вели во соопштението кое што утрово го испратија синдикатите. Според нив, платите на вработените неколку месеци се исплаќаат со задоцнување, иако на сметката на претпријатието редовно пристигнувале средства од наплата на сметките од граѓаните. И покрај тоа што се доцни со исплата на плата за септември, вработените редовно ги извршуваат своите задачи со ограничени ресурси, велат од синдикатот. На состанокот на синдикатот кој се одржал вчера, иако поканет, директорот на Комуналец не дошол, а вработените велат дека прават се што можат со ресурсите кои им стојат на располагање. А обвинителството уште од вчера постапува за состојбата со хигиената во главниот град. Јавниот обвинител издаде наредби до МВР и други надлежни органи за итно постапување и проверки во однос на работењето на комунална хигиена. Доставени се барања до комуналните инспекциски служби да извршат вонреден инспекциски надзор и да ја констатираат моменталната состојба. Вонреден инспекциски надзор вчера побара и владата, а се најавува и состанок на ЗЕЛС. Владата вчера соопшти дека го задолжила Министерството за внатрешни работи во координација со Државниот комунален инспекторат, Државниот инспекторат за животна средина, за санитарниот и здравствен инспекторат и Институтот за јавно здравје да извршат вонреден инспекциски надзор во град Скопје и во комунална хигиена со цел да се утврди состојбата со отпадот во главниот град и да се превземат соодветни мерки. Состојбата е алармантна и иако надлежноста е на град Скопје, поради континуираното непостапување ги повикуваме институциите веднаш да постапуваат по донесените заклучоци на владата, се наведува во соопштението кое што вчера беше испратено од владината прес-служба. Утрово имаме информација за постапувањето на МВР. Единицата за економски криминал при секторот за внатрешни работи Скопје во текот на вчерашниот ден влезе во просториите на град Скопје и јавното комунално претпријатие Комунална хигиена по наредба на основното јавно обвинителство Скопје со цел прибавување на докази и одземање на соодветна документација под сомнение за сторени кривични дела поврзани со работењето на јавното комунално претпријатие Комунална хигиена и градоначалникот на град Скопје во врска со несобирањето на комуналниот отпад. Обезбедена е документација и се преземаат и дополнителни мерки и активности по насоки на ОЈО Скопје. Во рамките на престојот во Лондон, премиерот Христијан Мицкоски остварил средба со неговото височество кралот Чарлс III. Премиерот Мицкоски информира дека средбата со кралот била искрена и содржајна. Разговаравме за пријателството меѓу Македонија и Обединетото кралство, за стабилноста, развојот и заштитата на природата, области на кои кралот со години им посветува големо внимание. Оваа средба е признание и почит, но и поттик да продолжиме по патот на заедничките вредности. Довербата и
партнерството, напиша Мицковски во својата објава на социјалните мрежи. Во рамки на самитот Западен Балкан за Берлинскиот процес кој се одржува во Лондон, најавени се повеќе средби на премиерот Мицковски насочени кон економска, инфраструктурна и стратешка соработка со Обединетото кралство, информираат од владата. Македонските компании треба да преминат кон поодржливо и ниско јаглеродно работење со цел намалување на јаглеродниот отпечаток и постигнување на јаглеродна неутралност. Со оглед дека од почетокот на идната година Европската унија го стартува правилото загадувачот плаќа за производи од трети земји, вклучувајќи ги оние од Македонија, согласно нивото на јаглероден отпечаток при нивното производство, Стопанската комора и Европската инвестициска банка заедно со Европската унија и Министерството за енергетика промовира нов онлайн водич за декарбонизација наменет за малите и средни предпријатија во земјава како практична алатка за подобрување на нивното знаење за потребниот капитал за инвестиции во проекти за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија. Има и поддршка и од Европската унија, тоа значи дека сме на добар пат бидејќи ги пренесоа сите искуства од ЕУ и ова е многу важно бидејќи нашиот дел за зелена транзиција и ние сме дел од праведната транзиција Just Transition до 2030, значи ова само ќе подпомогне за бизнисите бидејќи како министерство ние правиме стратегијата, значи и легислативата, меѓутоа ние не можеме сами, мора да имаме и голема помош од Европската инвестициона банка. Скорашните наводи од анкета на ЕИБ покажаа дека околу 40% од македонските предпријатија не се свесни за придобивките од оваа иницијатива. Околу 27% од компаниите признаваат дека имаат оваа иницијатива има предности, а 30% од предпријатијата согледуваат дека може да имаат раст во приходите. Обврските се обврски и во принцип ако компаниите имаат проблем, ќе разговараме на темата колку е тоа одложување што им е потребно за да го фатат приклучокот. Меѓутоа, откажување од тој процес не може да се направи заради тоа што и како држава сме презеле обврски кои мора да ги исполниме. Така да колку и да кошта, тоа ќе мора да биде составен дел на иднината на тие компании. За жал, ако се трошоци направени, да пробаме да разговараме со владата за поволни кредити, за начин како тоа да се направи, за да таа транзиција биде полесна. Адвокатот на Македонска навигација ја оправда одлуката на граѓанскиот суд со која се забранува на синдикатот да го одржи најавениот штрајк. Немало наведени барања ја прескокнале постапката за помирување и барањето било поднесено од нелегитимен субјект. Нивниот синдикат не бил регистриран. Председателот на синдикатот пак вели дека имаат право да штрајкуваат, а нивните барања биле доставени до директорите, а пробали и со помирување да ги решат проблемите во Македонска навигација. Наоѓањата на основниот граѓански суд се апсолутно вистинити и апсолутно законски основани. Односно, се тоа кое што го тврдеме и го кажуваме и на оваа пресконференција, судот правилно утврдил дека известувањето не содржи барања за заштита од работен однос. Судот правилно утврдил дека не е спроведена постапка за помирување која што е задолжителна согласно со закон и воедно судот многу правилно утврдил дека ССКЛ како подружница нема правен легитимитет да организира, реализира и спроведува штрајкови. ССКЛ, со оглед на начинот на кој што е регистриран, нема правен легитимитет и правен субјективитет и не може самостојно да превзема дејства. Целокупното постоење, целокупното функционирање е исклучиво во рамките на независниот синдикат. Во законот се предвидено дека штрајкот по било кој, односно секој синдикат, вертикално, дали е тоа синдикат на работодавач, синдикат на гранка или сојузот на синдикати, има право да организира и да повика штрајк. Така да од тој аспект и ние имаме комплетно право, воспротивно онда ниту еден синдикат во државава нема да може да повика на штрајк, бидејќи законот, согласно закон за работни односи од 2014 година, сите синдикати им го зема легитимитетот и односно правниот легитимитет и ги ставија како обврска да мора да бидеме делови од гранка некоја за да постоиме како синдикат. Четвртиот документ е известувањето до директорите со сите точки за кои што се бараат, поради кои што се започнува штрајкот, како и делот каде што ги повикуваме на тоа мирно решавање на процесот за помирување кој што закон согласно закон мора да се спроведе.
5 лица се повредени во сообраќајната несреќа која утрина во околу 7 часот се случила кај штипската населба Три Чешми. Од клиничката болница во Штип информираат дека повредените не се во животозагрозувачка состојба, а од нив 2 лица се на оделението за ортопедија, додека 3 се на хирургија. Полициските екипи веднаш излегле на терен и се работи на целосно расчистување на сите околности кои довеле до несреќата. Голем е интересот за вакцините против сезонски грип. Повозрастните и хронично болните луѓе решаваат на овој начин да се заштитат од сезонскиот грип за да немаат проблеми во зимските месеци. Особено голем е интересот во Штип. Нашиот дописник јавува дека досега таму се вакцинирале повеќе од 600 лица. Трајан Ристовски е нова тема. Рекорден интерес на граѓаните за вакцинација против сезонски грип. Само во Штип од почетокот на процесот на имунизација досега се вакцинирале 600 граѓани. Уште од рано утринава пред здравствениот дом Панчи Караѓозов пристигнуваат повозрастни граѓани со намера да се заштитат навреме од вирусното заболување. Јас се вакцинирав сега. Не ме фаќа грип. Ке се вакцинирам. Ја имам повеќе болести, па мора да се заштитиме, сине. Вакцинирам, да. Вакцините се бесплатни за хронично болните, граѓаните над 65 години, бремените жени, здравствените работници, лицата со слаб имунитет и деца од 6 месеци до 5 годишна возраст. Нема временски лимит за пријавување на вакцинација.мк. Апелирам сите да се пријават на вакцинација МК се со цел да се заштитат од сезонскиот грип. Па се уште нема определен рок за прекинување на заинтересираност. Обезбедени се 80.000 вакцини, а досега на ниво на држава пријавени се 60.000 лица. Министерството за здравство организира превентивни тимови низ земјата кои вршат вакцинација и во домашни услови на повозрастни и неподвижни лица, како и на лица со попреченост. За Сител, Трајан Ристовски. Условите на пазарот го зголеми интересот за угостителските струки во средното образование. Бројот на ученици кои се запишуваат во оваа дефицитарна струка расте, а тоа најмногу се чувствува во туристичките центри, каде што во екот на сезоната има значителна потреба од ваков кадар. Нашата охридска дописничка јавува дека во Охрид учениците имаат на располагање училиште кое нуди квалитетни услови. Нина Аритоновска. Се поголем е интересот за угостителско-туристичкото образование. За разлика од минатото, денес младите ја избираат оваа дефицитарна струка на пазарот на трудот. Главната причина се дуалните паралелки, кои се основа за подготовка на стручниот кадар кој е доста баран во земјава. Тука образуваме стручни кадри кои треба да знаат како се пречекува еден гостин, како се представува една земја, една култура. Со своето знаење, стручност и креативност, тие треба да бидат двигатели на туристичкиот развој на Охрид. Најпривлечна туристичка дестинација во земјата, градот во кој живее од и за туризмот. Училиштето е реновирано, но најважно од се е што има кабинети и современа опрема за пракса, што е клучно за дуалното образование кој денес на младите им овозможува директно и брзо вработување. Бројни реализирани проекти, награди, признанија се дел од успесите на овој центар, кој се плод на посветена работа и љубов кон професијата, како на наставниците, така и на учениците. Овде сакам да нагласам минато неделно учество на Гатус надпревар во бар Црна Гора, каде нашите ученици заедно со нивните ментори освоија една златна и 2 сребрени медали. Сите ние сме дел од ова училиште и верувам дека уште многу генерации ќе придонесат во неговото траење и издигнување. Ученичкиот дом пак овозможува еднаков пристап до образованието за сите, без оглед од каде доаѓаат учениците. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Пожар избувна